Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на страната на Малиот принц. Денешното видео ќе гласи како да го прекинеме негативниот циклус со детето. Значи, тоа е продолжение од претходните две видеа и каде што ви презентирам голем број на одговори кои што ги дава Шефали на своите предавања кои што ги поставувале родителите. Така да еден родител ја прашал како успевате да направите еден баланс помеѓу свесноста и тоа да не му се вика, да не му се дериме на детето, да не го удираме детето, затоа што јас сметам дека треба да му се вика на детето, затоа што кога ќе излезе надвор, во надворешноста, во надворешниот свет, тоа нема да се снајде. И Шефали одговорила постои едно погрешно верување кај родителите дека ако јас како родител сум премногу мила, нежна, љубезна и свесна како родител со детето дома, децата после кога ќе излезат надвор, значи што е она што јас ќе го научам, затоа што надвор владее голема несвесност, така да нема да може да се снајде моето дете. Меѓутоа, вели, кога воспитувате дете, за да ви биде детето цврсто, да се чувствува безбедно, да се чувствува сигурно, кога тоа сака да зборува, кога сака да си го каже својот глас и да биде силно во својата асертивност, значи да го слуша својот внатрешен глас, да биде со голема самодоверба и самозајакнато, потребно е да му дозволуваш на детето да го каже зборот не. Например, кога вели дома, да го оставиш детето да каже јас не сакам ова да го јадем, не сакам јогурт, не ми се јади сега, мамо, немој толку многу да ми ставаш во чинијата јадење, или не сакам да ја бакнам баба ми, и така натаму. Значи, ние ако едноставно ги учиме децата да бидат асертивни, а при тоа да не го повишуваме тонот на нашиот глас, се разбира дека тие ќе бидат внатрешно самозајакнати деца, значи деца кои што ќе се почувствуваат дека се видени, разбрани и значи тоа дете кога ќе порасне на патот кон возрастните, доколку се случи некој да сака да го злоупотребува, да го малтретира, тоа дете ќе може да застане зад себе и ќе може да се спротистави затоа што тоа веќе нешто го искусило дома во својот дом. Значи, знае како да постапува, има одредено искуство, вежбало заедно со своите родители во таа насока. И затоа, вели, искуството кое што ние како родители треба да му го дадеме е да на детето да го учиме да не се плаши, едноставно да може да го надмине стравот во моментите додека растат, ако се случи да доживеат некое нелагодно искуство, да можат да се соочат со стравот, да кажат тргни се, нема да ти дозволам да ме малтретираш, или ќе повикам значи одма тука некој близок во околината, или да едноставно да се снајде, да влезе во најблискиот дом и така натаму. Значи, на тој начин ние градиме свесни деца и самозајакнати деца. Меѓутоа, еден родител рекол, да, тоа може да се постигне со 9 годишно дете, со 11 или 12 годишно дете. Меѓутоа, што се случува со овие кои што се помали, со 4 или 5 години, деца кои што имаат, кои што се навистина емотивни, тогаш плачливи се, во смисла дека се уште не знаат, значи немаат разбирање за она што може да му се случи од страна на некој возрастен или од страна на некој друго дете, па да се случи нешто уште полошо. И Шефали одговорила да, меѓутоа, каква корист би имале ние како родители додека се мали, уште 4-5 години додека има, да го подигнуваме постојано гласот на детето, за да тоа биде само зајакнато. Значи, тоа е само едно верување кое што мислиме ние, дека така треба додека мало јас да му викам, за да може кога надвор ќе излезе, кога ќе подпорасно да стане само зајакнато. Меѓутоа, во суштина, вели, таа се случува обратното. Тоа фактички кога му викаш на детето, ти го топиш неговото мозоче. Ти едноставно го намалуваш мозочето на детето, затоа што тоа нема капацитет да може да да може да го регулира
викањето на родителот. И затоа вели, јас ова ви го кажувам од свое лично искуство, затоа што јас исто така постапував со викање и со дерење врз својата ќерка се до 3-та година. И после тоа, значи, кога се освестив, забележев едноставно како моето дете пред моите очи емотивно пропаѓаше. И значи јас со тоа што постојано и викав, ништо не направив добро. Туку што направив? Детето мое почнуваше да станува неповрзано со мене, да ме одбегнува, да се повлекува, да се разделува од мене, да чувствува срам. Значи јас точно почнав да го постигнувам обратното од она што го сакав како родител. И тоа беше едно многу ужасно искуство. Значи јас си осложнував работата уште повеќе со викање и влегував во една состојба да ја губам контролата над себе. Значи ништо апсолутно од тоа не постигнав. Не добив со тоа викање, значи родителот кога ќе излезе од контрола, кога ќе почне да вика, кога ќе почне да и да го удира детето, значи треба да свати дека тогаш ништо добро нема да произлезе. Тогаш станува уште полош родител. Зошто? Затоа што родителот едноставно е одговорен за самиот себе, затоа што во тој момент покажува недостаток на трпеливост, недостаток на саморегулација, значи да може самиот да се регулира. И значи со тоа што не можеме да се саморегулираме, викаме, се дериме и така натаму, тоа има навистина застрашувачко влијание врз детето, не само во моментот додека тоа му го правиме на детето, туку и после многу подолг период откако тоа ќе се случи, затоа што детето не е во состојба да може да се справи со тој срам што го чувствува. Значи детето чувствува срам и тој срам го носи во себе подолго време и значи тоа го памти токму заради тоа што не може да го isprocesira и го става во неговата подсвест. И што се случува? Се случува дисконекција со детето. Наместо ние да добиваме поврзување со детето, нашите деца почнуваат да се разделуваат од нас. И затоа вели позитивно навистина би било доколку ние можеме значи да му дозволиме на децата да си го кажат, да зборуваат, значи да си го кажат, да зборуваат на својот собствен глас, да се изразуваат што повеќе, да комуницираат со нас. Затоа што детето кога ќе има 4 или 5 години, кога е во градинка или кога е на улица, нешто му се случи непријатно, некое искуство, тоа ќе може да биде сигурно и нема да се плаши да дојде дома и да каже мамо, тато, ова мене ми се случи, ми зборуваа непријатни зборови, неубави зборови, ме удираја и така натаму, и ние да влеземе во една улога на нивни застапници, затоа што се премногу мали нашите деца во тие години да можат да се одбранат, да можат да делуваат наместо нас. Така да и ги советува и родителите каде што има другиот родител, особено ако е дома агресивен, манипулира со децата и така натаму, да настојуваат да ги учат децата да не се плашат, значи да го кажуваат својот, да го подигнат едноставно гласот спрема кога се многу малтретирани без причина. И затоа што и кога не сте тука едниот родител, кога не е тука, може да се навистина да се случат страшни работи. Друг родител што и го поставил прашањето е како ние како родители времето кое што го сакаме да го поминеме со нашето дете да ни стане приоритет, а истовремено значи тоа да биде исполнето на еден поефикасен начин да ни биде исполнето со децата. И Шефали во однос на тоа вели, прво, тоа би значело да ги тргнеме мобилните телефони, сите екрани и во зависност од возраста на детето, ние да влеземе во игра со него или пак едноставно, ако е поголемо, да се вклучиме во смисла да бидеме постојано присутни со децата, фокусирани на она што го правиме. Ако му читаме книга, значи да бидеме фокусирани на содржината на книгата која што му ја пренесуваме, за да можеме да создадеме една пријатна атмосфера
и една интересна атмосфера заедно со детето, затоа што се почесто гледаме како нашиот ум знае да залута на други места, едноставно да не бидеме присутни тука, да ни се одвлече вниманието на голем број на работи, на небитни работи, да не можеме да бидеме фокусирани на детето. И затоа таа вели мора да си дозволиме нашиот фокус да им го дадеме на тој начин што преку нашето внимание и преку тој фокус ние да искомуницираме со децата дека тие во тој момент нас ни се најважни. Значи тргаме се, не ни е битно, не ни се битни обврските околу домот, не ни е битна работата, ништо не ни е битно, најважни ни се децата. Едноставно преку нашето присуство ние на некој начин да му кажеме на детето дека, например, дека ти си најважен за мене во овој момент, ме правиш многу среќна во овој момент кога сум со тебе, јас се воодушевувам од тебе. Се това време додека го поминувам со тебе, ти ми си најважен во овој момент. И така натаму, значи и кога детето ќе добие потребната доза на фокус, на внимание, кој што најчесто се случува, значи тоа се најчесто 30 до 40 минути, според Шефали, и на дневно ниво, значи таа вели, ама фокусот да биде од срце и од нашето битие, значи и тогаш самото дете ќе може да се задоволи. Значи, меѓутоа условот пред се е детето, нашето присуство да може да го почувствува. Значи да речи едноставно за себе си, да си каже во себе дека еве мама и тато, значи навистина се грижат за мене. Јас се чувствувам вредно, се чувствувам валидно, се чувствувам видено во нивните очи, и тогаш едноставно се гради она основа на стабилност кај детето. Детето, значи, има една емотивна стабилност, што не значи дека нема да има случаеви кога значи да се почувствуваат децата нерегулирани во одредени моменти, во непријатни моменти. Меѓутоа најбитно што е тогаш, најбитно е ние да не се фокусираме на исходот, туку многу е битно како ние ќе се поставиме со детето, што е она што ќе го направиме во таквите моменти како вештина, значи од наша страна во тој момент со детето. Значи на детето не му е потребно само нашето време, туку потребно му е целосното внимание и целосниот фокус во тоа време кое што го поминуваме со детето, затоа што децата се исклучително приемчиви и тие се многу благодарни за наједноставните работи. И таа дава пример со еден родител кој што бил разделен со мајката на детето и долго време тој не можел да си дозволи да поминува викенди, неколку часа во викендот со своето дете, но тоа се случило кога неговото дете имало 9 години и се сеќава првиот момент, кога му се јавило детето и кога му рекло дека може да се видат, да поминуваат заедно, значи се сеќава на првиот викенд колку бил тој како родител возбуден и едноставно не знаел што да прави, како да постапи со своето дете, како да го потроши времето со него, што да му купи, од што се воодушевува, бидејќи немал доволно пари и разговарал при тоа му се доверил на неговиот другар и му рекол што да направам јас. И едноставно другарот му рекол не се стресувај толку многу околу тоа, значи доволно е ти да бидеш тука со него во тие моменти, во тие неколку сати кои што ти се дозволени. Не е битно што, не е битно како. И кога се сретнал со синот, наеднаш му дошла една идеја дека, значи му продолжил да се возат по подземното метро еден час и купиле пуканки и почнале да разговараат на тема што е она што го интересира за животот на детето, па потоа за животот на таткото, се шегувале и многу интересен разговор и многу брзо му поминало времето.
на родителот и после тоа тој и кажал на Шефали дека после неколку години, кога станало 16 години неговото дете, и му рекол: тато, дали знаеш на кој момент најдрагоцен ми е во мојот живот и најмногу ќе се сеќавам? И таткото му рекол: не знам кој момент. Тој првиот момент кога се видовме и кога ме однесе во подземното метро, каде што го поминавме еден незаборавен ден. Тој момент и тој ден ќе остане до крајот на мојот живот. Значи, децата се задоволни со многу малку. Тие се навистина среќни кога ние му го даваме она што навистина му е потребно, она што го сакаат, нашето внимание, вистинско внимание, вистински фокус од нашето срце, од нашата душа. Меѓутоа, ние возрастните, бидејќи толку многу сме влезени во ова родителствување кое што базирано на страв и на она правило врз кое што ние се водиме во родителствувањето, дека не сме доволно добри, ние едноставно само креираме големи комплексности и трошиме без потреба пари во детството на нашите деца. И таа вели, значи, кога детството навистина би можело да се состои само од присуство и поврзување, значи меѓузависна поврзаност помеѓу детето и родителот, навистина децата би биле многу посреќни и децата тоа детство би го памтеле на многу подолг рок. И во сеќавање би му останало многу поубави спомени, многу поубави работи, многу постабилни би биле децата. Наместо ние постојано значи, детството им го крадеме и со тоа, значи, никаде не одиме со децата. Животот не води никаде кога ги воспитуваме нашите деца. Значи, имаме вистинската цел со децата. И токму поради тоа, вели Шефали, навистина ние мора да размислиме, да се приспитаме се повеќе околу тоа што му го правиме на децата, да намалиме малку, да забавиме малку и да му го дадеме навистина она што ќе ја негува нивната емотивна стабилност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се гледаме.